после децата без родители, пакети на од општината, локалната самоуправна добија таму се сместени на деца на болница. Па како што ви кажам, у неколку наврати, значи, ова е програмата која е традиционална и која постои со децени назад. Значи, секојаш 2 дена пред точка нова година посетуваме сите битни социјални слоеви и установи. Значи, почнеме со посебни потреби, како деца без родители, болничкото детско одделение, глуви и слепи утре ќе имаме и ги повикувам преку вашиот медиум утре на градскиот площад ќе имаме еден хепенинг за деца, богата програма дечја со многу танцови настави, пеечки групи и она што е битно ќе бидат инклудирани и децата од нашата агенда за интегрирано образование од специјални потреби од порака нашиот демен центар, така да ќе имаме една шарена слика. Денеска посетиме, ова е моја матична установа, ја тука работам на 25 години и посетиме детското одделение, поделиме негде околу 40 пакетчи, значи присутните, хоспитализирани в дневната болница и оставиме за во текот на денот определена група кои ќе нема среќа да бидат баш весели со своите деца во градинки или училишта, да треба да примат некоја терапија овдека, да бидат исто наше име, исто така да се честите новата година од името на општината, да кажете некој моја моја нешто име. Посакувам многу успех на детското одделение, има добар персонал, со години традиција, за разлика од други одделение, детско одделение не се осипа, успеа да одржи еден релативен кадровски баланс и мислам дека на тој начин го задржи дигнитетот на одделение. Се надевам дека ќе имат успеси во 2017, среќна нова година, многу здраве, среќни успех и Божји празници.